Собранието чека службена пријава за да го санкционира скандалозното однесување на спикерот Џафери. Во телефонски разговор за Алфа, председателот на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања при Собранието, Панчо Минов, вели дека се надлежни за повреди и прекршување на Собранискиот кодекс, но за да постапуваат потребно е да има писмена пријава исклучиво од пратеник. А за сега, повиците биле само од јавноста и од политичка партија. Комисијата е надлежна за повреда на Собранискиот кодекс, но мора да има писмена пријава исклучиво од пратеник кој ќе достави писмени докази за наводи за прекршување на кодексот. Ако добиеме таква пријава, ќе разгледаме и ќе започнеме постапка. За сега повикот е само јавен од политичка партија што не е овластен подносител. Опозицијата веќе побара оставка од Собранискиот спикер, како и свикување на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, на која би му била изречена опомена заради притисок кон вработените во Собранието. Сите од власта молчат затоа што им зависат фотелите и голата власт. Воведуваат практика на насилство, навреди, закани, практика на псуење, споменување мајки во сексуални конотации на вработени, мизерни зборови мрш и сектар само и само за гола власт. По ваквиот излив на примитивизам, Талат Џафери мора да биде подлежен на испитување на неговата деловна способност. И дел од експертите сметаат дека СДСМ молчи за скандалозното однесување на функционерите од ДУИ поради коалициски мир и страф од избори. СДСМ молчи бидејќи ако крене глас против Талат Џафери може да се налути некој, односно партијата партнер, коалицискиот партнер ДУИ, сето тоа може да предизвика предвидени парламентарни избори. Ваквите реакции се должат на неодамнешниот недоличен и навредлив однос на спикерот кон собраниските служби, објавени во скандалозната аудио снимка која протече од Собранието, во која јасно се слушаат пцости, навреди и омаловажувачко однесување од Џафери кон вработените во Собранието. Вие што се наплата и уши сјебавате меѓу други. Што го ти